Предметот работа со компјутер станува задолжителен од септември за учениците од 4-то одделение. Заменикот министер за образование Ристовски во интервју за Прес 24 најави повеќе проекти и инвестиции во образованието за следниот период. Овој предмет ланиот факултативен стана задолжителен за третооделенците. Според Ристовски, со воведувањето кај 4-то одделенците се обезбедува континуитет во IT едукацијата. Во ера на информатичката технологија морате нешто да преземете со цел учениците уште од најрана возраст да знаат добро да работат на компјутер, да имаат основни познавања на одредени компјутерски програми. Се работи за предмет кој е веќе добро прифатен. Материјата е интересна и лесно совладлива за учениците. Се разбира, тука повторно наставниците играат клучна улога, а нив ги имаме преку 1500 добро обучени за имплементирање на оваа реформа. Образованието според министерот е главниот столб на општествениот напредок и затоа државата постојано вложува во развојот и квалитетот. Најавено е отворање на 2 нови универзитети кои според Ристовски отвораат повеќе можности за поголема достапност на високото образование. До сега се отворени 25 факултети, дисперзираните студии, намалени и унифицирана партиципацијата за упис и проектот 30-35 за возрастни. Конкуренцијата во било која област носи исклучиво квалитет, тоа се нашите очекувања, квалитет. Инаку треба да се има во предвид дека основањето на универзитет е прилично комплексна работа и бара многу ангажман и внимателно концепирање. Штом работите ќе станат целосно заокружени и ќе бидеме сигурни дека Дамјан Груев и мајка Тереза може да започнат со работа, ќе бидат распишани јавни конкурси. Од 2006 до сега оваа влада вложила речиси 120 милиони евра во напредување и модернизација на образованието, 74 нови училишта, 400 реконструирани, 55 нови училишни спортски сали, а во тек се активности и кај голем број други проекти, реконструкција на најголемиот дом Гоце Делчев и подобрување на сместувачките капацитети во останатите, унапредување на ученичкиот и студентскиот стандард, имплементирање на екстерното со новите измени, но и доделување на бесплатните учебници. Како најважен проект досега Ристовски ја смета грант програмата преку која се финансираат средните стручни за отворање на реална компанија или пракса во некоја од партнерските компании, но и набавката на 80 лаборатории за истражување и пракса кај студентите и стручната научна јавност.